Лена Лозана е мајка на 3 деца, сопруга. Сега во моментов идентитет, да речем, во изминатава година е јога инструктор за деца со аутизам и со останати посебни потреби и зумба инструктор исто така за тие дечи. Кан има 10 години, тоа е средно детенце, значи има поголем брат се вика Ијан, помалечка сестра се вика Ава. Кан е едно многу весело дете, он е во аутистичниот спектар. Кан се уште нема коректен говор, да речем уреден говор, зборови на англиски, на македонски и понекои зборови на шпански од некои цртани филмови. Кан сака да пее, сака да свирка, сака да игра, секако сака да виси на компјутер како сите останати деца. Во секој случај на прв поглед кога ќе го запознае некој Кан ќе види дека е едно прекрасно и многу мило дете, кое што сака секогаш да се бушка. Па дефинитивно една од најголемите причини што ја напуштив работата беше што сакав да се посветам на семејството, затоа што имав чувство дека првото детенце, нели, веќе беше околу 6 години кога решив да се отидам од работа. Имав чувство дека ми помина толку брзо неговото детство дека ништо не осетив. А потоа кога свативме дека и со Кан нели има некоја нетипичност, нешто е поинакво, беше уште една причина плюс да решам да навистина јас веќе сакам да се посветам. На почетокот, како и мислам дека и сите родители, сите семејства, кога ќе дознаат дека детето не е со типичен развој, има други емоции кои што се нели и за мајката најмногу, но и за сите во семејството кои што не се баш убави, значи и гнев, и тага, и сите тие нели емоции кои што не се добри. Исто јас ги поминав и бев одреден период во тие емоции и навистина не се чувствував добро. Значи не беше тоа добро нити за мене, нити па за децата. И после одреден период решив дека мора да се смени нешто затоа што така животот не оди. После тоа решение мислам дека животот почна да се движи со 100 на сат напред. Во многу убав правец, каде што животот почна многу да се олеснува. А околината кон него, околина како околина, додека ние се чувствувавме дека треба да бидеме внимателни, да не повредиме некого друг или па некој друг да не се чувствува непријатно, до тогаш јас го паќав за рака, па дојди, па не оди таму, па не збори кон тој човек или гневаваш што зборуваш и така натаму. Тоа беше дефинитивно контрапродуктивно и за него и за мене и за целата околина, до моментот кога сватив дека па немам потреба јас да ја заштитувам околината од моето дете кое што и така е само љубезно и прекрасно и на никого никогаш нема направено ништо лошо или па воопшто не има тенденција за такво нешто. Така да кога решив јас да го оставам Кан да си се прикаже таков како што е, мислам дека е подобро за сите. И така нетипичните кои што немаат допирни или содични со нетипичен развој имаат можност да се сближат, да видат како изгледа аутизмот во некаква форма, да имаат шанса да прашаат, да се познаат. Не секогаш наидуваме на супер прекрасни, љубезни луѓе, има и луѓе кои што не може тоа да го прифатат така лесно, па се груби, па тргне се така натаму, но ние сме тука да не ги осудуваме дури и тие луѓе затоа што не, толку е капацитетот. Ние како семејство, еве јас да речем како родител правам се што можам да правам најдобро од моја страна за да Кан се почувствува дека е инклудиран. Што се однесува до училиштето или околината или барем таму каде што одиме ние, во едното училиште каде што бевме прекрасно беше прифатен кога јас бев со него како асистент. Потоа имавме друго едно искуство кој што исто не научи на тоа дека едноставно ми ја покажа на мене реалната слика до каде се луѓето во однос на прифаќањето на овие дечиња, колку информираноста и неинформираноста за тоа што е инклузија, што е свеста за инклузивност на децата. Околината не можеме да очекуваме.
дека ќе направи кој знае колку, сето тоа мора да оди полека. Затоа што луѓето и не имаат од каде да научат што е тоа навистина инклузивност, затоа што правење на една сензорна соба во каде и да е во училиштата или не знам во некој општински центар не е нити 1% од вистинската инклузивност која што би требало сите да ја знаеме за да можеме без проблем да живееме, нели, со овие деца во околината. Така да каде и да отидеме ние се обидуваме да бидеме опуштени, да гледаме да сите околу нас бидат прифатени од нас пред се. Значи како семејство или јас и Канда и ние бидеме инклузивни кон сите тие кои што ги немаат, нели, доволно информации како да се однесуваат или што да прават со нив. Јас почнав да вежбам јога заради моето дете. Ние почнавме да вадиме од интернет сликички уште пред неколку години и почнавме да дишеме затоа што начинот за кој што ние можевме да се справиме со, нели, он имаше некои тенденции кога ќе се вознемири да се каса и така натаму. Значи тоа беше мојот начин како да му помогнам да се справи со своите, да речем, непредвидливи однесувања и така натаму. И потоа јас кога почнав повеќе активно да вежбам, веќе беше неминовно дека сакав да се свртам кон тоа затоа што веќе фактот што јас сум мајка на такво дете и што многу често се среќавам со такви деца ме прави малце покомпетентна не само јога инструктор, туку и тој аспект затоа што за да можам јас со него да живеам подобро, да функционирам, поминав на така поголем број на обуки за родители, воопшто за наставници, за инклузија, за сензорни проблеми и така натаму. Другите родители би им порачала да пред се почнат да внимаваат на самите себе си, да се погледнат себе си колку се среќни, што може да направат за себе да бидат уште посреќни, затоа што независно дали се типични или нетипични децата, родителите се тие кои што се пример за децата. Децата, иако можеби не може да ни кажат, иако можеби не може да ни покажат, ќе го почувствуваат тоа дали сме тажни или среќни и тоа ќе го земат со нив. Ќе се сеќаваат на тоа колку родителите биле тажни или среќни, затоа е од клучна важност родителите да почнат да бидат свесни што покажуваат.